Денес во утринските часови во неофицијална посета на дел од подрачните министерства во Виница беше вице-премиерот Пешевски. Зад затворени врати во отсуство на новинари се држеа состаноци со раководителите на подрачните служби. Тоа е дел од програмата на работа на владата да се одржува постојан контакт и со граѓаните, и со компаниите, но и со самите подрачни единици, бидејќи тие се даватели на јавните услуги кон граѓаните. Денеска одбрав да посетам неколку града, меѓу кои и Виница со неколку подрачни единици на Министерството да се видам, конкретно катастарот го посетив и Министерството за земјоделие, да се запознаваме малку директно со состојбите и како на тоа гледаат и на случувањето во нивните сектори од раководителите и вработените во секторите. Мислам дека тие се корисни и има корисни сугестии кои понатаму ќе ги гледаме да ги инкорпорираме во нашата работа. Вице-премиерот инсистираше да дознае дали граѓаните имаат проблеми при нивната работа со овие подрачни единици. Така да вице-премиерот ќе формира своје мислење и ќе даде заклучок. На новинарско прашање дали Виница ќе биде зафатена од бран од раководни промени, Пешевски со одговор. Иначе новиот бран ќе ги зафати сите органи во целата држава, така да секаде онему каде што ќе биде проценет дека може да се дојде до поквалитетни решенија или дека е потребна промена и од други причини, тоа ќе биде направено. Субвенциите за земјоделците доцнат заради ребалансот во буџетот, но ќе се испочитува крајниот рок за нивно исплаќање. Пешевски уште еднаш потврди дека истите во континуитет ќе се зголемуваат. Крајниот рок очекувам да биде испочитуван. До сега никогаш немало доснење во однос на крајниот рок. Можеби некогаш субвенциите се исплаќаат нешто подоцна што би требало. Сепак се наоѓаме во кризен период и состојбата на буџетот е таква. Во моментов се прави ребаланс, но и со тој ребаланс не е предвидено намалување на субвенциите, така да во тој дел земјоделците не треба да бидат загрижени. Она што го најавивме кога се правеше програмата за финансиска поддршка на земјоделието или популарно наречените субвенции, дека таа ќе продолжи да расте и во идните години и кај неа нема да има никакво кратење. Со тоа што следната која ќе биде малку порано објавена од вообичаено, ќе биде програма за 3 години, така да земјоделците треба да проанализираат тоашни батон и мислам дека ќе може да направат и подолгорочни планови за период од 3 години, што е мислам нов квалитет.